И покрај тоа што календарски сме на 5 дена пред пролета, од неа ни трага ни глас. Последниве години климатските услови целосно се изменети, па така често слушаме дека во Москва и Лондон температурата е над 10 степени, што не се случило тоа досега во последните десетина години, а во исто време кај нас температурата на воздухот е многу пониска. Тоа се нема случено досега. Ова е потврда дека нешто се случува со природата. Податокот произлегува од светските експерти по метеорологија, кои предупредуваат на големи климатски промени. Дали ова е последица на глобалното затоплување? Ваквите климатски осцилации имаат големо влијание врз здравието, расположението и џебот на луѓето. Како рекол Господ, така ќе биде, меѓутоа ние ќе мора да се привикнеме, прилагодиме према времето. Како што гледате, уште капотно сум, зимско гардероба, високи чизми, кондури, така натаму. Гледате дека колку промени има сега на глобално ниво. Многу работи се случува што се ненормални за нас, меѓутоа што ќе правиме? Ние ќе се прилагодуваме према времето. Па секако дека имаме здравствени проблеми. Сеќа се на плуќата, тешко дишење, тешко одење, потење, без никаква физичка работа се потеш. Кашлање. Све што заштедиме во февруар, сега март ќе потрошиме. Па сончево треба да биде се разголеме малку, а не, соболење, оѓено мора да го палеш, вечер мора да горе. Кичмата ми е бола, укочена сум целата, притисок висок. Поради нестабилните временски услови и честите промени на температурата, граѓаните се уште најмногу земаат лекови за настинка. Допринесуваат да моменталната патологија продолжува од зимото, без разлика што се одминуваат зимските месеци. Така да во периодот се уште луѓето земаат лекови за највеќе за настинка. Нормално дека тоа се од групата лекови од групата на антипиретици за повишена температура, значи за настинка, треска, пропратена со главоболки, со сите тие симптоми кои што ги пратат зимските настинки. Меѓутоа, секако дека зголемена и употребата на витаминските препарати како превентива и заштита на имунолошкиот систем. Фармацевтите препорачуваат повеќе внесување на витаминот С, Б, Е, како и магнезиум. Во наредните 3 дена времето ни останува исто. Ќе бидеме под влијание на влажен бран, ќе преовладува облачно време со повремени врнежи на дожд. Сепак времето нека не ви биде пресудно за вашето расположение. Одберете ја навиката која мислите дека ќе ве прави среќни, повторно со изговор дека е почеток на нова пролет која со себе носи и нова навика. Изборот е ваш, се останато е само мотиватор кој треба да го активирате.